Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Денес се одбележува Меѓународниот ден на жената, на кој се дава на значење на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Тренерот на женската фудбалска репрезентација Сузана Синадиновска пред камерата на Кис и Менада открива дека во земјава жените се уште не се целосно еднакви со мажите. По повод Меѓународниот ден на жената 8 март, изложба Современи музи и сликање уметнички дела. Денес се одбележува 8 март, Меѓународниот ден на жената. На овој ден особено се дава на значење на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Меѓу другото, празникот е синоним на подарување цвеќе, а и денес градскиот плоштад во Тетово имаше да понуди голем избор на цветни подароци. По повод празникот пак попладнево во Тетово волонтери на Црвениот крст и припадници на СВР Тетово на жените возачи им делеа цвеќе и флаери под мотото "Биди горда што возиш безбедно". Ширум светот денес се одбележува 8 март, денот на жената. На овој ден посебно се става акцент на борбата на жените за економска, социјална и политичка рамноправност со мажите во едно општество. Фактите велат дека организираните барања на жената за полова еднаквост, учество во јавниот живот, како и подеднакви права и обврски со мажот, за прв пат се појавуваат во 20. век. Додека символиката на овој празник треба да биде актуализирање на барањата за подобрување на условите на работа на жените и квалитативно подобрување на нивниот социјално-политички статус во општеството. Празникот, меѓу другото, е синоним на подарување цвеќе, а градскиот плоштад во Тетово традиционално нуди огромен избор на цветни подароци, па и годинава беше раздвижено. Голем број активности низ градското подрачје на Тетово по повод празникот, а една таква беше и делењето цвеќе на жените возачи и летоци под мотото "Биди горда што возиш безбедно" од страна на волонтерите на Црвениот крст и припадници на СВР Тетово. Денес сме овде со волонтерите на Црвен крст по повод Меѓународниот ден 8 март, денот на жената. Сакаме на еден скромен начин да го одбележиме со тоа што нашите волонтери денес делат карамфили на понежниот пол. Распоредени сме со поддршка од сообраќајната полиција од Тетово на 4 локации, каде што ќе дадеме почит на секоја жена. Инаку, освен во Тетово, полициските службеници 8 мартовски флаери им делеа и на жените возачи во Гостивар. Долги години во женскиот фудбал, сега тренер на женската фудбалска репрезентација. Сузана Синадиновска пред камерата на Кис и Менада открива дека во земјава се уште жените не се целосно еднакви со мажите. И покрај напредокот сепак постојат стереотипи. Таа со нејзиниот пример како првата интернационалка која започнала да игра фудбал во Србија, прв капитен на женската фудбалска репрезентација, а сега и тренер, стои исправено пред предизвиците и докажува успешност. Фудбалот е и за жени, затоа што тие се рамноправни со мажите, е одговорот на тренерот на женската фудбалска репрезентација Сузана Синадиновска, кога се во прашање стереотипите. Ведрана, смејана и искрена, пред нашата камера, вели дека за жал во земјава се уште нема еднаквост, особено кога се работи за овој спорт. Јас искрено имам наидено во мојата кариера на разни предизвици. Дека фудбалот не е за жените, ке ти се скриват нозете, не можеш да облечеш мини, се сте во тренерки и ред други работи. А ние тоа во спротивно им го докажавме дека не е така. Значи тоа јас можам да го докажам и го тврдам, значи пред сите, дека спортот е исто како за машки така и за женски. Во нашава држава мислам дека се уште немаме исти права како што имаат машките. Уште се третираме на пониско ниво за разлика од машкиот фудбал. Мислам дека во другите земји, каде што и одиме секоја година на разни турнири,
таму е по-застапен женскиот фудбал, па да не речеме некаде може да имаат и рамноправно со мажите во европските клубови. Сега женскиот фудбал напредува и има многу заинтересирани девојчиња за разлика од незините почетоци кога не бил атрактивен. Синадиновска уште како мала во низиното село Ратае, наместо кукли одбирала фудбалска топка. Во средно училиште се занимавала со атлетика, но незиниот сон бил фудбалот. Желбата и се остварува и го облекува македонскиот дрес. Излезе прилика да започнам во Србија, значи инаку можам пред се, сега да не излегува дека се фалам, него јас сум првата интернационалка која започнала да игра фудбал во Србија во Машинац. Таму играв 4 години, таму живеев, но мојата најголема желба во животот беше да заиграм за женска фудбалска репрезентација на Македонија. Иако до тогаш во Македонија женски фудбал немаше, сега значи со една голема значи мотивираност и желба и работа и труд што бев поддржан од моите родители, каде што од тамошната работа и труд пред се стекнав големо искуство на работа, на дисциплина, на упорност. Од тогаш значи таа силна храброст ме доведе до тоа што кога се вратив во мојата држава да има некој си турнир во женски фудбал, мал фудбал на фудбалските школи во Скопје, каде што јас без размислување се приклучив. Така почна женски фудбал, мал фудбал во Македонија и воедно почетоците почнаа и значи на голем терен, каде што јас бев првиот капитен на женската репрезентација на Македонија. Тоа беше најголемото достигнување тогаш за мене. Јас на сите тоа го кажав дека доволно ќе биде во животот да го облечам дресот на репрезентација на Македонија и не мора више да играм фудбал. Тоа ми беше најголемата желба и сатисфакција. Синадиновска е лиценциран тренер и годинава е 10-та јубилејна од кариерата како асистент тренер на репрезентација. Желбата е нашата репрезентација да достигне повисоко ниво. Кога почнавме, значи многу луѓе не веруваа во тоа дека ние жените можеме многу да допринесеме, али мислам дека 90%, дајде да не речам 100, се испостави дека напредуваме, имаме многу добри резултати. Јас искрено, значи додека ме држат нозете, јас ќе се бавам значи со спортот, нема да одустанам никогаш. Во овие моменти значи исто така подпомагам во фудбалската федерација, работам и со другите репрезентации, значи одам као тим менаџер. Така да плановите се искрено да нашата репрезентација достигне малку на повисоко ниво, како што моментално има успеси репрезентацијата на Србија. Значи нашите соседни земји малку повеќе почнаа да напредуваат во репрезентативниот процес, бидејќи има доста фудбалерки кои миграат во иностранство. Сега тука можам исто да се надоврзам дека горда сум на фудбалерки кои од мојата репрезентација, каде што сум ја асистент тренер, достигнаа да играат надвор од нашата држава. Тоа не прави многу горди, истрено као стручен штаб на U19, а претежно мене, бидејќи сепак тоа се девојчина кои со мене израснале на еден начин и каде што со спортот многу учат. Едноставно го сакаат фудбалот, играат фудбалот, живеат за фудбалот. Али аблемот да го носиш на нашата држава е нешто свето. Синадиновска порачува децата да се занимаваат со спорт, а жените ги охрабрува да го остварат својот сон и да ја работат професијата која ја сакаат. Пред се бим го честитала денот на жената 8 март, им посакувам пред се здравје на сите. Да немаат предрасуди за било што да се дешава за жената. Дали се работи за спорт, дали се работи за политика, дали се работи за било каква работа, значи ние жените поседуваме квалитети, значи може да бидеме рамноправни со мажите, во се може да се носиме. Значи како што можеме да ги работиме женските работи, така можеме и машките работи да ги работиме. По повод Меѓународниот ден на жената 8 март, 5 девојки од Сдруженијето Мултикултура денес во паркот кај Шарената џамија во Тетово слика уметнички дела со мотиви за родова еднаквост и правата на жените во општеството.
5 девојки, членови на Сдруженијето Мултикултура од Тетово, денеска по повод 8 март, меѓународниот ден на жената, во паркот кај Шарената џамија во Тетово, слика уметнички дела со мотиви кои ја прикажуваат борбата за економска, социјална и политичка рамноправност на жените со мажите во едно општество. Целта на настанот е преку ваков начин да се испрати порака за женската сплотеност во борбата за еднаквост и рамноправност. Кто ја ми мледо што отпезвајза. Денес тука сме 5 девојки по повод 8 март, каде што ќе насликаме 5 уметнички дела преку кои сакаме да ја истакнеме борбата на жените за еднакви права и можности во општеството. Целта на оваа работилница е да се испрати порака за женската сплотеност во борбата за рамноправност. Сликите ќе бидат различни, но со иста тема. Жената да се представи во светло дека заслужува подобар живот во општеството. Вакви слични настани денес беа организирани во Скопје, Битола и Штип. Тие се спроведуваат во рамки на проектот Млади хаб, надминување на нееднаквоста помеѓу младите, кој го спроведува Националниот младински совет на Македонија. Проектот е финансиран од страна на британската амбасада во Скопје, а неговата цел е да ги поддржи и поттикне девојките и младите жени да бидат поактивни во општеството, да креира подеднаков пристап до можностите во јавниот живот, во приватниот сектор и во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво. Современи музеј насловена изложбата што вчера свечено беше отворена во организација на Центарот за култура Илјоантески смок во соработка со Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово. Повод за оваа изложба е Меѓународен ден на жената 8 март. Еманципираната жена е фенер што ги осветлува најтемните длабнатини во животот. Со овие зборови беше отворена вечерта посветена на мајките, ќерките и на сите жени во светот, по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената. На колективната изложба Современи музи, вкупно 24 уметници од регионот има можност да ги представат своите креации во различни техники пред тетовската публика. Ова изложба е 11-та поред, е организирана заедно со Центар за култура од Тетово во соработка со Сдружение на ликовни уметници од град Тетово. Учеснички се 24 млади уметнички од Сдруженијето и како гледате повише доминира сликарството, има и графики и дигитални фотографии кои се изработени во разни техники, како масло во платно, акрил во платно, графиките са акватинта, исто така се и во линорез. Мислевме дека е подобро ние да славиме преко нашите дела и уметноста да доаѓа поблиску на сите граѓани и љубители на уметноста. Сдруженијето брои над 150 членови и е формирана од 2001. Значи, скоро 2 децении сме активни во градот. Ние секоја година одржуваме изложби, но за прв пат во соработка со Сдруженијето на ликовни уметници Тетово. Поводот на оваа изложба е 8 март и имаме 24 учеснички од Македонија и Косово. Ова веќе поред 11-та изложба, моето учество е 10-та изложба по повод на жената за 8 март. Имам дела во миниатура, значи техника масло на платно, иако најчесто значи сликам акрил на платно. Пред се знае значи флората на жената и фауната ни се инспирација за тоа како ние ќе насликаме, живописните бои, исто така и денеска во поголем број на голем колорит, исто така значи беа представени повеќе значи наши колеги, уметници во повеќе техники. Изложбата беше организирана од Центарот за култура Илјоантески смок во соработка со Сдруженијето на ликовни уметници на град Тетово. Една недела од кога ја презеде функцијата министер за здравство, неврологот Фатмир Меджити ги соопшти приоритетите во неговиот мандат. Тој најавува изградба на нов клинички центар и проект за регионализација на сите болници во државата.
Значи позитивна да го ажурираме, промената на позитивната листа, која не е над 10 години ажурирана, и за тоа ќе имаме посебен фокус, и тоа ќе видиме сите законски, подзаконски акти, правилници, се што треба за тоа да може да се ажурира. Како трето и многу битно, и тука да пациентите секогаш да ги добијат најдобрите, најквалитетните, најиновативните, значи, аспекти во третманот на лекување, и исто многу битно да се направиме напори со сите институции, со Фондот за здравство, осигурување, за Министерството за труд и социјална, со Министерството за финансии, да со поддршката на премиерот, да можеме да ги изголемиме платите на целиот персонал на здравствените работници. Како едно многу битно, ја доаѓам од фелата на лекарите, од клинички центар, значи многу битно ние потитно да можеме да направиме нов ургентен интернистички триажен центар. Треба убаво да размислиме и да го продолжиме проектот што е на клинички центар и на регионализација во целата држава за здравството, значи за другите болници по државата. Значи ќе правиме регионализација и за се ова, и за клинички, и за регионализацијата имаме детален во програмата проект како ќе се одвиват работите понатаму. Министерот за локална самоуправа Ристо Пенов денеска изврши увид во работите за подобрување на системите за заштита од пожари во рамки на новиот проект прекуграничен противпожарен штит во близина на општина Врапчиште во село Градец. Денес сме на убав ден на увид на еден убав проект, голем проект, противпожарниот центар за општините Врапчиште и Боговиње, овде во Градец. Проект кој владата на Република Северна Македонија го финансира заедно со Европската унија, проект вреден околу €1.000.000 и најважно проект со кој владата заокружува прва фаза од осовременување на сите регионални центри, противпожарни центри во Северна Македонија. Со тоа што овде за прв пат воспоставуваме таков систем. Искуствата од користењето на овие средства се многу поволни и овде на лице место можеме да видиме според техничката документација, значи ова лето треба да заврши и есента да профункционира. Наредниот месец ние планираме да го објавиме огласот за пожарникар, значи во проектот е предвиден само еден пожарникар. После, значи, ние со општина Боговиње, значи во идните месеци, да викам, или идните години, заедно ќе направиме заеднички план за понатаму како да постапиме. Драмско студио Тетово ја подготвува изведбата на монодрамата Иконија, пардон, мадмазел Ика, работена по текст на писателот Јован Дамјановски. Се работи за урнебесна комедија која ги отсликува сите настани од сегашното модерно време, но се навраќа во времето пред 50-тина години. У Тетекс имаше фудбалерски клуб. Леле, какви фудбалери идеја! Кој од кој поубав? Ми е жене. Немалу смо трчале по ним. Сума кандуре сум искршила. Ќе видим некој убав, ја ќе се затрчам по него, ќе трчам. Шо имаше еден... Ова е само дел од представата. Иконија, пардон, мадмазел Ика, како најава за оваа монодрама која во сабота ќе понуди многу хумор за тетовската публика. Ова е втора изведба на оваа монодрама работена по текст на писателот Јован Дамјановски, со модернизирана верзија која го опфаќа и старото и новото време, и сите смешни настани што ги носи животот, но и тажни моменти. Улогата на Иконија ја толкува Наташа Петровска, а режисер е Игор Бачовски. Значи, самиот текст е една исповест на Иконија, на нејзиниот живот, но таа
таа незина исповест е поврзана и со старо тетово, значи 70-80 години, а воедно исповест со нови моменти од денешниот живот, со сите овие модерни техники, модерно време што го носи, значи е испреплетено и старото и новото, и мислим дека добивме еден добар спој у представата, што верувам дека публиката ќе ужива у субота у 20 часот. Многу смеење има, назначивме и на постериве и по Facebook дека е 18+, има една доза на безобразни работи у неа, условно, и јас сум сигурна дека публикава тетовска ќе ужива. Опфатен е периодот во постаро време на тетово, еве еден дел ќе кажем у времето на тетекс, некои моменти, некои случаи од тоа време, ама негде од пола монодрама па на кај крајот више влагаме у некои нови елементи, у некои сега модерни случања што се дешава поврзани со женеве, со пластични операции, со клипови, со новитети некои. Во основа, јас го во литературата и во моите 18 до сега објавени романи и во двете книги раскази и во 7 драми кои што се сите играни на сцена, се обидувам да го користим литературниот феномен за допир со стварноста, со животот. И во ова монодрама има многу прототипови од животот, некои ќе се препознаат, некои не, но јас сум почестен што можем да го следим животот. Монодрамата ќе биде прикажана во сабота во големата сала во Центарот за култура Илјан Тески Смок во Тетово во 20 часот. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера околу 11 часот и 50 минути на улица Видоес Милевски Батов во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишникот тетовски Требош. Тој се сомничи дека сторил кривично дело приредување игри на среќа без лиценца, односно дозвола од надлежан орган, казниво по член 156 од Законот за игри на среќа и забавни игри. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени лаптоп компјутер, кој се користел за менаџирање на клиентите и на дополнување кредити, како и известна сума парични средства. Се расчистува и документира случајот и на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 12 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица Штипска во Тетово патничко моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, управувано од 20 годишникот Тетовска Шипковица, удрило во 82 годишен пешак. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 17 годишникот Скопје, затоа што кај него биле пронајдени и одземени марихуана и амфетамин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 3 часот и 30 минути на улица Видоес Милевски Батов во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 47 годишен тетовец. Тој се сомничи дека од кругот на тетовска фабрика одзел повеќе производи кои биле пронајдени и одземени од него. По целосно расчистување и документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Завчера во 19 часот во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во викенд куќа во Тетовско Туденце, сопственост на 33 годишен тетовец. Нема повредени лица, а опожарен бил покривот и повеќе апарати и покуќнина. Повредени лица нема, а увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. 52 годишникот Тетовско орашје вчера во 10 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека во блок 70 во Тетово бил каснат од куче скитник. Вчера околу 13 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привела 58 годишен гостиварец, кој бил пријавен од 29 годишник исто така од Гостивар, дека околу 13 часот и 15 минути во угостителски објект на улица Гоце Делчев во Гостивар физички го нападнал. Се расчистува и документира случајот.
Во акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот, спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подречје, биле санкционирани вкупно 26 пешаци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 15 часот спровеле акцијска контрола на пешаците и нивното однесување во сообраќајот. Во контролата откриени законски санкционирани се вкупно 26 пешаци, 8 во Тетово и 18 во Гостивар, кои ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите им се изготвени поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 40 и 50 евра во динарска противредност. При контролата исто така биле констатирани и со поднесоци заокружени и 8 други видови сообраќајни прекршоци. Со оглед што предстои период на поголема сообраќајна фреквенција на подрачјето, секторот за внатрешни работи Тетово со потсетување на пешаците да бидат докрај внимателни во сообраќајот и да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат, максимално да ја почитуваат светлосната сигнализација на крстосниците и прописно да се движат на улици на кои нема обликувани тротоари. До возачите пак се апелира секогаш и секаде да им даваат предност да ги пропуштаат пешаците и да ја намалат брзината, посебно во близина на училиштата, детски градинки и други јавни установи, каде секојдневно се движат поголем број пешаци. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово 8 мартовско издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!